утро повторно се разбудивме со снежна покривка, еве и во моментов провеува снегче во Охрид. Убаво е да се гледа Охрид вака убав снежен бел, но како ќе им биде на капачите кои што ќе се фрлаат по Светиот Крст, и затоа ќе видиме, значи, оваа година најладно убедливо, значи наназад, кога ќе се навратиме години наназад, никога сме немале долку студена вода и никога сме немале долку минусни температури на воздухот надвор. Токму поради тоа имаме и многу препораки од медицинарите кои што и од Црвениот крст, нели, кои што апелираат сите оние кои што ќе се фрлаат на 19-ти по Светиот Крст, но и на 20-ти за рибарите, во секој случај многу да внимаваат, да не конзумираат алкохолни пијалоци во никој случај, затоа што алкохолот знатно намалува температурата на телото и тоа ќе допринесе до побрзо смрзнување на телото. Охрид се подготвува, нели, за големиот празник Боговление Водици. Во Охрид најголем верски празник кој што се празнува во секој случај затоа што се осветува водата токму зад мене, значи на овој потек се фрла Светиот Крст. Голема е заинтересираноста на охриѓани за да скокаат и годинава по Светиот Крст. Пријавувањето веќе започна. Точната бројка на капачи се уште не ја знаеме, но точно ќе ја знаеме на 18-ти, кога ќе биде дефинирано и колку охриѓани оваа година ќе скокаат по Светиот Крст. Да напоменам дека сме подготвени за самиот празник. Туристичките работници веќе ги имаат намалено на големо цените за сместување, затоа што Охрид ќе празнува 3 дена Водици, така да имаме и аранжмани веќе кои што се подготвени празнични, можам да кажам, но интересот на туристите е голем. Околу 20.000 гости се очекуваат во Охрид да присуствуваат овие денови кога ќе се осветува водата, но и за 20 за денот на рибарите. Туристичките работници, хотелите, хотелчињата, рестораните, кафетериите, сите кои што се на овој потек најавуваат како и секоја година, така и ова бесплатно ќе служат греана ракија и вино, но тоа е за оние кои што ќе доаѓаат да следат манифестацијата, но повторно ќе напоменам, не за оние кои што ќе се капат на самиот ден. Температурата на водата ќе биде под 5 степени, уште еднаш ќе напоминам, најниска температура која што пометиме во изминативе можеби и десетина и повеќе години, а температурата на воздухот да се надеваме дека ќе биде околу -1, -2, а не и повеќе, колку што се знаеше да се спушти околу Божик. Еве колку што можевте да забележите, веќе се кити и самото колце, ние што го викаме, или самото пристаниште, се поставуваат и тезги каде што ќе се служи бесплатната ракија и вино, значи греана ракија и вино. Тоа е отприлика за подготовките, а нуркачите се веќе подготвени од организациониот одбор кој што ги прави сите подготовки за Водици. Нуркачкиот центар Амфора, клубот за подводни дејности Амфора и нуркачкиот центар Охрид вчера веќе го расчистува и овој потек каде што ќе се фрла крстот од крупни предмети кои што се можеби паднати или фрлени во езерото, за да не дојде до исекотини.